Добар ден, ученици! Јас сум наставник Фанка Каралиева од Основното училиште Крум Тошев. На денешниот час по предметот работа со компјутери и основи на програмирањето ќе се запознаеме со содржината додавање на слика во документ. Воедно ќе се оспособиме или ќе повториме за манипулацијата со делови од текстот, да сочуваме слика од интернет, да користиме слики од датотеки и сето тоа да го вметнеме во нашиот документ. За да го сториме сето тоа, најпрво треба да се потсетиме што беше тоа, документ или файл. Најчесто користен документ во кој ние работиме е Word-от, а Word-от представува група на податоци кои ги креира самиот корисник, односно ние, но може да бидат креирани од самиот оперативен систем или од програмата. Сите тие имаат едно име, односно се наречени документи или датотеки. По нивното креирање, документот треба да се меморира. Во моментот кога го меморираме, тој добива своја адреса, односно локација и име на самиот файл, кој ние го сместуваме по наш избор. Еве едни примери кои вие можете да ги видите. Горе во горниот агол имаме Word документ кој што е само стартуван на почеток. Тој е празен, немаме се уште ништо. Во вториот документ имаме веќе текстуални податоци кои сме ги вметнале. Во долниот документ што се појавува? Дали може да забележите? Така, во овој документ, освен текстот, се вметнати и слики. За нас тој е и најинтересен. Зошто е тоа така? Па поставувањето на слика во документ, односно сите текстови, на која било тема, секогаш се поинтересни и попривлечни за оној за кого се наменети, ако во нив има слика кој се надополнува и го нагласува значењето на самиот текст. Како ќе ја поставиме сликата во нашиот текстуален документ? Тоа се прави преку неколку чекори. Најнапред да објасниме дека корисникот може да поставува во документот готови слики од својата галерија на програмата или своји слики, кои може да бидат цртани, најразлични фотографии кои сме ги направиле, слики од интернет симнати и слично. Сите тие заедно, односно сликите од фолдерот на корисникот се внесуваат преку иста постапка. Односно, insert, односно вметнување, picture, слика, from file, значи од датотека. Потоа ја избираме сликата, односно фотографијата или било што кој нас ни се допаѓа и преку прозорецот кој е отворен правиме insert, односно вметнување на сликата во нашиот документ. Избраната слика ќе се постави на местото каде што трепка курсорот од нашиот маус. Еве пример како тоа изгледа. Во долниот лев агол можеме да видиме датотеката во која се сочувани слики, фотографии и така натака, а во горниот десен агол веќе имаме еден текстуален документ во кој е вметната сликата. Со сите овие слики, откако ќе бидат вметнати во нашиот документ, можеме да ги менуваме на најразлични начини. Како што можете да видите од примерот со малите смајли, односно емоучи, тие се поставени по различна големина, односно можеме да ги менуваме по димензија, по боја, може да ги ротираме, да ги поставуваме во рамки, да пишуваме врз нив, околу нив, под нив и така натака. Најголемиот дел од промените на изгледот на сликите се прави со алатката од лентата Picture Toolbars, која се вклучува со view, односно приказ, алатници и picture, односно слика. Менувањето го правиме по наш избор и секој пат кога ќе кликнеме врз сликата која ни е вметната во документот, ќе се појави оваа алатница. Сега, ајде да видиме како тоа изгледа во директна работа во пракса. Еве го нашиот десктоп и избран е еден документ
насловот е додавање на слика во документот, како нашата наставна содржина. Со самиот избор на документот, веднаш горе се појавува оваа сина алатница. Моментално сме на home page, односно на домашната страница. Сега, јас сакам да вметнам слика. Тоа ќе го сторам веднаш до home page страницата, постои insert. Го одбираме insert и picture. Вие во секој момент можете да го стопирате видеото и да пробате. Одбираме pictures и веднаш ќе ни ја даде датотеката во која имам сочувани фотографии. Еве, може да одбереме сликата со цветови. Ја одбирам, таа добива сина боја, што ми покажува дека е одбрана. И веднаш во долниот агол десен се појавува insert. Во моментот кога ќе го кликнам insert, таа ќе се појави во мојот Word документ на местото каде што ми трепка мојот курсор. Ајде да видиме, еве. Така. Еве ја сликата која јас ја одбрав. Во истиот момент, бидејќи сликата веќе ми е селектирана, еве вака, во овој момент не е селектирана. Кога ќе кликнам со левиот клик на маусот, веднаш и горе се појавуваат Picture Toolbars. Еве го. И ни ги дава сите можности со кои можеме да менуваме нашата слика. Овде можам да одберам рамка, која мене ми се допаѓа. Во овој пример ќе ја одберам оваа рамка. И се уште е селектирана. Во горниот дел, средишен, можам со кликање лев клик на маусот и ја држам фотографијата, можам да ја ротирам како сакам. И како сакам да ја поставам. Еве, за да биде тоа убаво визуелно, ќе ја поставам вака. Вие тоа може да го направите по ваш избор. Кликајќи ја повторно со левиот клик на маусот, во аголот можам да ја намалувам или уште повеќе да ја зголемувам одбраната слика. Во овој случај ќе ја одберам оваа големина. И еве го мојот курсор. Сега ќе поставиме уште една слика. На истиот принцип. Insert, Pictures, одбирам еве едно смајли и повторно insert. Се појавува на местото каде што беше курсорот. Така. Да пробаме да вметнеме исто така слика од интернет директно. За да го сториме тоа, мораме да бидеме вклучени на некој интернет пребарувач и секогаш да внимаваме сликите кои ги одбираме од интернет, да бидат слободни, односно отворени за користење за секого. Јас ќе одберам првата сликичка, застанувам на неа, преку десниот клик на маусот ми се отвара еден прозорец и правам Copy Image. Веднаш потоа се враќам во мојот документ и на местото каде што ќе ми биде курсорот, преку десен клик одбирам опциите за вметнување. Еве ги. И се појавува по сликата која ја копирав од интернет. Истото може да го направите доколку сакате ова слика да ја има во вашиот документ, да ја сочувате. Како ќе го направиме тоа? Повторно на сликата од интернет, Save Image As, и самиот компјутер ќе ни даде опции каде. Јас ќе сочувам во моите Saved Pictures, каде што ги чувам, правам Save и сега ќе видите, таа ќе се појави еве во мојот документ. Да пробаме сега во
еден документ каде што веќе има испишан текст, да вметнеме фотографија или слика во самиот текст. Одбираме местото каде што сакаме да го вметнеме, да ја вметнеме сликата, за да ја го проследи текстот и визуелно. Еве, јас во овој дел сакам да вметнам нова сликичка. Како беше? Insert, Picture. И сега ќе си одберам, еве, оваа сликичка. Самиот компјутер ја дава во одредена големина. Таа е селектирана. Ги гледате овие точки на сите агли и со влечење надолу или нагоре можам да ја зголемувам или намалувам. Или да ја ротирам. Еве вака. Нека биде поставена. Секогаш кога работиме на сликата, повторувам, треба да биде селектирана за да ни се отвори алатницата со Picture Tools. Можеме да ја ставиме, како што рековме претходно, во некоја рамка. Еве, овој пат ќе избереме ова. И сега, во продолжение на алатницата има позиција на објектот, односно овде, кликајќи го, може да ни се отворат можностите каде да биде поставена сликата. Низ самиот текст да се движи, може да се преклопуваат, значи изборот е наш. Еве, јас ова ќе го одберам и веднаш испраната слика ќе се постави во овој агал. Исто така, wrap text имаме, дали и каде да се појавува сликата, врз, под, над текстот и така натака. Еве, како ги менувам, така се менува и самиот текст. Да оди врз сликата, позади сликата, она што го рековме, активностите со самите сликички. На крајот од часот сакам да ви дадам една домашна задача, каде вие ќе треба да бидете новинари, кои треба да напишете една репортажа за посетата на зоолошката градина. Секако, нема да заборавите да додадете интересни фотографии од животните во вашата репортажа. Се надевам дека денешниот час ви беше интересен. Ви благодарам на вниманието.